зошто е токму на 30-50. При удар на автомобил во човек, шансите за да се преживее се до 50 км на час, доколку би се случил, сега не дај Боже да удри со главата која ќе падне во рабникот од страна, меѓутоа до 50 км на час се големи шансите ако автомобил удри во пешак дека тој ќе може да преживее. Што се однесува исто така НКАП тестовите и така натаму кои што се правени, има и вршено испитување каде што вели дека кога би се судриле автомобил на 60 км на час, се удира со половина или со 1/3 од возилото, така настануваат сударите. Настануваат повреди само на ногата, на десната подколеница, евентуално на рацете, додека на веќе некој 76-80 км на час воланот удира во градите и така натаму, доаѓа до посериозен судар, возилото удира со некој 70 на км на час, тогаш се случуваат поголеми повреди, а веќе со поголема брзина од тоа се јавуваат внатрешни крварења и доаѓа до можност за трагични последици. Затоа се тие ограничување на брзините, например, ако ме прашате на магистралните патишта кои што се двонасочни патишта, на експресните патишта и така натаму, заради тоа е максималната брзина таму ограничена до 110 км на час.